ВМРО ДПМНЕ на пресконференција во Штип ја повика владеачката СДСМ и министерката за образование да се откажат од законот за дигитализација на учебниците и најавените реформи во интерес на квалитетна едукација на учениците. Ја повикуваме министерката за образование Мила Царовска да го слушне гласот на јавноста, да го слушне гласот на родителите како најповикани фактори во воспитно-образовниот процес и да ја преиспита одлуката за донесување на овој штетен закон. Не ги одделувајте децата од книгата, не им гоускратувајте задоволството и убавината на пишаниот збор на страниците на секој учебник, зашто тој пишан збор вечно се втиснува во совеста на децата и станува нивна трајна придобивка. Тоа е најмалку што можете да го направите за образованието како залог за иднината. Работиме во насока на унапредување на образовниот процес и креирање генерации со критичко размислување, што е клучна цел на образовните реформи. Новите генерации растат во дигиталната ера на IT технологијата, која е составен дел од животите на најголем дел од нив, така што користењето на таа технологија за учење, стекнување на навики кај децата, истата да ја користат за пребарување, истражување и учење е всушност многу голема придобивка. Заштедата на средства по основ на печатење на учебници ќе се релоцира за подршка на општините за набавка на електронски уреди, токму за овие ученици, односно учениците од социјално загрозените семејства. Доколку од било кој причини некој ученик не е во можност да ги користи електронските учебници, училиштата ќе имаат должност да ги испечатат и во хартиена форма да им ги доделат. Реплицира од СДСМ.